Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Ида Мантон. Ида Мантон е обучувач и научник во областа на преговори, медиација и решавање на конфликти. Универзитетски експерт за меѓународни преговори, дипломатија и современа практика. Ја има на бројни дипломатски академии, институти, организации, универзитети, па речиси низ цела Европа. Искуства во меѓународни организации како НАТО и ОПСЕ на теми демократизација, малцински права, односи со јавност, представник е на меѓународната дипломатска диалог, членка на академската мрежа ОПСЕ, виш советник во влијателната ПАЦЕ, ќе ни објасни во текот на разговорот што по-конкретно значи ова организација, односно асоциација. Генерално таа е за глобални стратегии со седиште во Соединетите Американски држави. Ида Мантон е дипломец, поточно дипломка на компаративна книжевност со втора диплома по англиски јазик и литература на Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје, магистер по дипломатија и меѓународни односи на универзитети во Холандија. Македонка и американска државјанка Ида Мантон. Добро дојдовте во Дистрикт. Ова Мантон, од каде Мантон? И од каде е американско државенство? Прво да ви се заблагодарам на поканата и на исцрпното излагање за кога зборувавте за тоа што се сум направила. Некако се потсетив колку години имам. И еден мој близок пријател еднаш ми рече: не се секирај, тоа што јас го имам постигнато и тебе ќе ти се случи со годините. Сега кога зборувавте, баш имав некакво такво чувство колку години испоминали и колку се за да оставиме на гледачите за годините да просудат тие. Ида Мантон сега ќе ни раскаже кусо нешто за себе, до степен на приватност, од каде прво тоа Мантон, американско државјанство, нешто за вашиот карактер во смисла на амбиции, планови, упорност и така натаму. Да, јас бев прва, ми се чини, или меѓу првите македонски дипломати назначени да работат во ОПСЕ и често патував меѓу Скопје и Косово и се сеќавам многу пати нашите гранични службеници и полицијата ќе ме видеа со ОПСЕ возило, со ОПСЕ значка, имево нешто им беше чудно, Ида Мантон и прво секогаш ме прашува: а македонски зборувате? Ама викам, јас ви давам македонски пасош, сигурно зборувам и сум македонски на некој начин дипломат. Околу пасошите кај нас може и без сите елементи за државјанство да го имате пасошот, нели тоа не е проблем? Добро, јас од кога сум родена го имам, беше југословенски, па после македонски, станав американски државјанин, требаше да биде на 6 јануар 2020 година, што ќе беше многу несреќна дата. За среќа 6 јануар се случија протестите, упадот во Точно, да. Капитал. Ќе беше многу неизгодно да го славам тој ден понатаму. 2019, значи една година пред. И ќе беше многу несреќен датум и среќа што жената што требаше да ме интервјуира не можеше дента да се појави на работа, па станав американски државјанин на 7 јануар. И тоа е, мислам, не беше некој план или моја голема желба, меѓутоа мојот сопруг е американец. Кога се роди мојата втора ќерка, Луција, која има Даунов синдром, мислевме дека неопходно ќе биде да се селиме во Америка и тогаш почнавме да аплицираме за таа процедура, која што подразбираше, нели, дека во еден момент ќе станам американски државјанин. Добро, зборувате македонски, но повеќе сте американка сега, како да ве третираме? Па, знаете како, ќерка ми... Вие сте првиот странец во ова студио на Дистрикт Цивил прес. Јас сум и двете и една од работите, ме прашавте за мојот карактер, би ви кажала, една од работите која што мислам дека ме опишува најдобро е тоа што сакам да се одомаќинувам во туѓи култури и земји кои што многу ги сакам. Значи, јас кога ќе слетам во Прага, јас чувствувам дека сум дома. И веднаш почнувам да зборувам чешки, иако не го владеам совршено, меѓутоа се трудам да го научам убаво јазикот. Сите мои чешки пријатели ги терам да зборуваат со мене чешки, читам нивни весници, се интересирам за нивната политика. Прага ја сметам за дома. Се адаптирате брзо, но сепак
Убаво е во Македонија, нели, да се биде и жител на Македонија и македонеци да се живее во Македонија во крајна линија. По мене тоа не е некој избор, нели? Мислам, јас сум се родила тука, моите родители се македонци, иако, еве ме прашавте некако да се представам кратко, јас мислам дека сум дете на една многу збунета генерација, кој што произлеговме од онаа цела политика на неврзаност. Моите родители живеа, јас од кога сум родена сум живеела во Либија, мајка ми работеше на Косово. Тоа беа едни југословенски чудни времења во кои што ние ги извезувавме нашите експертизи. А понатаму некаде кога бев средна школа и факултет, дојдовме во ситуација да ги увезуваме странските експерти. И така јас почнав да работам за меѓународни организации, бидејќи зборував неколку јазици. Тоа беше такво едно чудно време во кое што она што јас одбрав да го студирам беше апсолутно непрактично. Иако ако ме прашувате, јас и сега би одбрала да студирам компаративна книжевност. Јас си спомнав нешто во воведот, по статус сте практично академски граѓанин. Практикувате повеќе теорија или практика во вашето действување во струката за која зборувавме, и посредување, меѓународни односи, дипломатија и така натаму? Тоа е едно од најголемите прашања кои што секојдневно ми се поставуваат и не знам во која насока да тргнам. Уживам во пишувањето текстови, заради тоа што нели сум студирала и книжевност, го сакам зборот, уживам во наоѓањето вистински зборови за нештата, да се именуваат така како што треба. Сакам да зборувам многу јазици, иако за жал не можам да најдам толку време за да ги практикувам и дури тие што сум ги знаела некогаш ги заборавам, вклучително и арапскиот, кој ми беше прв јазик. Францускиот, еве татко ми е професор по француски јазик, немав можност со години да го практикувам и така, некако бегло и помалку го зборувам. Меѓутоа, она борба внатрешна што ја чувствувам, дали да се посветам повеќе на академија, прашањето дали да отидам на докторски студии, се уште некако секојдневно рие внатре и се прашувам дали сега во овој момент е право време да се посветам, и тоа сака сериозна посветеност, седење во библиотеки, читање огромни книги, барање аргументи, или се чувствува потреба во практиката да се вклучам. Исто многу го сакам она што го работам, а тоа е нели да предавам меѓународни преговори, да ги зголемувам и збогатувам вештините на оние кои што треба да ги представуваат своите држави и министерства. Уште малку за вас, па ќе се вратиме после на некои круцијални теми што ја интересираат и пошироката македонска јавност. Каде натаму и со вашава работа очекувате дипломатска покана, Министерство за надворешни работи, вашиот капацитет да биде валоризирани низ државните институции на некој начин? Морам да признам дека јас никогаш не сум се гледала себе си во државните институции, заради тоа што уште од многу мала согледав преку моите родители дека државните институции не се грижат за тие кои што не припаѓаат во политичките партии. Моите родители беа класично, претпоставувам, добро ви е познато и вам, од низ исти периоди поминувавме. Моите родители беа жртви на тој еден транзицијски период. Јас често кажував дека кога ќе пораснам, сакам во биографијата да ми пишува дека потекнувам од бедно интелектуално семејство. И тоа за нас во тоа време значеше многу, дека не можевме да си дозволиме многу. Јас се сеќавам на професор Урошевиќ, му кажував пред некое време дека морав да работам на саем за коли за да отидам на саемот на книги да ги купам книгите што ми треба. Транзицијата ја уништи, а не ја создаде средната класа за која сите политички партии се прокламираат, а ништо на терен, нели? Така е. И затоа мислам дека многу од нас почнавме да си го бараме начинот за да се усовршуваме каде би било тоа и како можам јас како личност нешто да направам и да не зависам од институциите кои за жал јас видов преку моите родители дека не им даваа можност нити да одат напред. Мајка ми беше доктор гинеколог, татко ми професор, предавач, преведувач. За жал институциите не се грижаа во тоа време и мислам дека многу од нас, од мојата генерација, одлучивме да тргнеме по други патишта и тоа некако почна да станува новото нормално во 90-тите. Значи засега без некакви посебни политички, условно да речам, апетити, апсолутно, партиски, веројатно. Да, никогаш не сум, не. Смеам ли да ве прашам, иако е непристойно, вака вашиот поглед идеолошки, воопшто на светот, па и овде кај вас?
лично? Јас припаѓам на една генерација која што ги виде ужасите од војната. Исто така, во исто време, видовме и што може мултилатеризмот да создаде. Видовме институционалниот либерализам, какви дискусии донесе. Така што за мене е многу тешко, посебно и како родител на дете со посебни потреби, да имам ригидни конзервативни ставови. Јас верувам во тоа дека секој има право на своите слободи за кои што ние сме се бореле 70-80 години на светската сцена, да ги донесеме да станат универзални закони и верувања за тоа како треба како луѓе и како држави да се однесуваме. Така што тоа непоколебливо сметам дека е моја идеолошка матрица, дека универзалните човекови права треба да бидат почитувани, дека не смееме со насилство да пробуваме да смениме одредени политички парадигми. Да, но велат каде не функционира еволуцијата, пожелна е понекогаш и револуцијата. Мене многу често ме сметале за револуционер. Тие што учеле со мене во школа и на факултет, често јас бев студентски представник. Значи, секогаш за нешто сум се бунтувала, сум имала што да кажам. И верувам во конструктивен диалог, меѓутоа тоа е сепак диалог. И мислам дека и затоа една од причините зошто решив да ми биде меѓународни преговори професионално определба, е дека сите ние некако сме жигосани од војната во Југославија, од распаѓањето на еден систем кој што не беше, да не се лажеме, не беше идеален, имаше потреба од ремонт, меѓутоа целото тоа не остави во некој тотален хаос од кој што мислам дека и ден денес се уште не можеме да се опоравиме. Ке ми простите за овие насоки на лична основа што ви ги упатив, за да дојдам практично сега конкретно до конкретната ваша работа, во она што во последно време сте во јавноста посебно позната. Морам да ви признам дека ги читам повремено вашите текстови, вашите колумни. Според мене се одлични анализи, но за мој вкус сте малку по, како да се изразам, сте преоптимист и преблаги во смисла на решавање на ова и сега што зборувавте, конфликти со диалог, со добро, со некои работи не ода со добро. Сега да дојдеме до македонско-бугарските односи, каде што имавте неколку маестрални анализи, но каде што вашата критика на македонската дипломатија е со набиена острица и дека е атрофилна практично, неделотворна, но не можев да најдам пат каде идам Антон, што препорачува каде ние, како Македонија, како македонска држава, како македонци, да ја насочиме својата битка во наводници кон бугарската блокада. Убаво е што го споменавте мојот идеализам и јас се надевам дека ќе успеам тој идеализам да го задржам и понатаму, заради тоа што верувам во супранационалниот систем кој што сме успеале да го изградиме. Политиката не е само она што ние локално го гледаме, ова пазарење за гласови, меѓутоа тоа е тоа што ги ствара кадрите кои што имаат легитимитет во името на народот да ги извршуваат тие функции за кои што политичките партии на кои им е даден мандат, потоа треба да се осврнат да ги остварат и така натаму. Значи јас не сум била никогаш дел од такви политички игри и превирања, не сум била дел од политички партии. За тоа сум учела и тоа го анализирам, меѓутоа ги разбирам и тие што се одлучувачи, на кои што им е даден мандатот, дека тоа не е едноставна работа, доколку вие мора да ги искалкулирате сите други туги агенди. Од тој аспект си дозволувам да бидам наивна, можеби, или идеалист, и да не ги гледам тие пречки кои што... Јас кажав да не ме разбравте погрешно во многу позитивна смисла, но прашувам за насоките, за решенијата. Да, меѓутоа јас пак ќе речам, јас не ги гледам тие препреки кои што политичарите пред себе ги гледаат. Јас не ги гледам ресурсите со кои што тие располагаат. Она што јас како аналитичар или научник можам да го видам е резултатите и начинот на кој што тие ги манифестираат и начинот на кој што се справуваат со внатрешните проблеми. Дојдовме до поентата на моето прашање, вие спомнавте начинот во два наврати. Кој е начинот? Ајде малку од теоријата малку на пракса. Што треба македонската дипломатија
да работи, кои методи, кои алатки да ги употребува, како да се однесува во однос на овие ригидни, или јас барем ценам дека се преригидни бугарски политики во однос на македонските интеграции, за ништо друго не зборувам. Во ред. Значи, го разбирам тој ригиден став, заради тоа што тој произлегува од некаде. Ние сакаме да ги гледаме сегашните, моменталните состојби, не баре се направени тие вчера. Ова се проблеми кои што се провлекуваат многу долго време. Тие што се историчари на дипломатијата, веќе имаат направено истражувања и од бугарска страна и од автори кои што се светски имиња. Значи, по универзитети во светот се истражувала оваа приказна како се развива диалогот меѓу Македонија или тогашна Југославија и Бугарија. Јас многу научив од кога се покрена ова прашање и мислам дека на многу наши интелектуалци им се даде можност да подпрочитаме повеќе за какви биле тие преговори во 50-тите, во 60-тите, Крсте Црвенковски со кого преговарал, Ѓорги Димитров. Значи има многу настани кои што веќе се дежави, значи тие се случиле, тие сме ги виделе. И убаво е тие што се во моментов преговарачи или што имаат таква улога, да ги знаат сите претходни искуства за оваа конкретна приказна, а да не зборувам дека регионално мора да ги владеат сите претходни процеси и искуства, кои што ние не сме сега од никаде дојдени тука на Балканот. Имаат ли капацитет нашиве да ги знаат? Јас не верувам дека еден човек може да ги има тие капацитети. Јас верувам во тимска работа. Јас верувам дека еве и мене да ме ставите сега во позиција да ми речете еве и да ти пишуваше, оди ти реши го сега. Да ве прашам случајно покана да не добивте некаква за консултација Не, во апсолутно, министерството? јас немам ни телефонски повик никогаш добиен, иако се обидував на почетокот, реално, стварно, стапував во контакт, им праќав мејлови, не заради тоа што јас сакам да бидам вклучена, туку заради тоа што работам со многу институции кои што работат на зголемување на капацитетите на дипломатскиот кадар. Работев за College of Europe, ЕНА, ги подготвувавме дипломатите во Романија, во Хрватска, во Малта за председателствувањето со Европската Унија. Сме подготвувале со моите колеги во мрежата во која што сум дел и една сум од тројцата што ја менаџира таа мрежа на обучувачи по меѓународни преговори, која што беше креирана од мојот професор од Клингендел Пол Мерц. Значи сме работеле со различни институции кои што имаат веќе механизми како да им помогнат на држави кои што нормално немаат такви фондови за да имаат ни традиција, ни капацитети доволно, веројатно. Сега, значи, прашањето не може да биде решено од еден човек или од една политичка партија. Ние за вакви клучни прашања мора да смогнеме сили да ги собереме сите луѓе што посветиле голем дел од својот живот за да направат истражувања, писанија, значи има многу луѓе кои што ја познаваат проблематикава. Имам чувство дека тоа не е направено и би сакала да видам напори да се собере еден убав тим во кој што дека на двете страни, и на бугарската и на македонската, тоа им недостасува таков тип на искуство? Апсолутно, заради тоа што ние живееме во политички системи кои што се сосем поинаку конструирани. Значи, кој ќе влезе во Министерството за надворешни работи, зависи од кого сака, а не од тоа каков бил некој на интервју или на конкурс. Не зборам само за Министерството за надворешни. Еве, јас не можам да зборувам, оти не сум била ни на едно интервју, не знам како изгледа тоа. Меѓутоа, во сите институции, ако имаме проблем да го најдеме најдобриот кадар, и ако сите постојано кои што ќе дојдат на директорски места се жалат дека имаат проблем со човековите ресурси, нели? Тогаш треба нешто да смениме, тогаш треба да најдеме начин како да ги најдеме поспособни. За да го продолжиме разговорот на оваа тема, македонско-бугарските односи, односно шансите, нели, Бугарија да крене рампата и Македонија конечно да ги почне преговорите, ужасно ќе биде веројатно и тешко, но што вели Идам Антон? До крај на годината сигурно нема шанси, никакви, но можно ли е барем некое прозорче да се отвори во кое Македонија би ги почнала формално преговорите, под оние пранги или сокотви во сите фази да мора да одговара на некои прашања кои се можеби ултимативни од страна на Бугарија?
Јас не би навлегувала воопшто во анализи дали тоа ќе се случи во декемвриот и ние до сега слушнавме многу датуми. Мислам дека веќе почнува да станува и вулгарно да се зборува, да се предвидува и мислам дека е многу несериозно. Значи, не е во ред на граѓаните да им оставаме впечаток дека сега нешто ќе се случи, па ќе се случеше минатиот пат, ама ете ова не спречи. Се промени некоја гарнитура политичка во Бугарија, нешто остане исто, нели? Нешто се промени во Бугарија тај си смисла. има еден став кој што го потврдија. И тие за ова прашање точно знаат што мислат. Ете и ние се потрудивме преку парламентот нешто да обезбедиме некоја политичка слика за тоа што ни се црвените линии, меѓутоа недознавме многу за тоа. Добро, кај нас тоа. е резолуција, кај нив е декларацијата малку пофлексибилна, тоа е сепак еден вербален консенсус. Во Кај нас е рете, документ, во рете, меѓутоа, и од двете страни има некое размислување меѓу политичките партии, Бугарија е тотално кристално јасна која политичка гарнитура и да дојде, јас мислам дека нема да има некои големи поместувања. И тоа ќе го објаснам зошто е тоа така. Заради тоа што ние со Преспанскиот договор овозможивме да се отвори таа вратичка во која викаме сега, значи повелете сите кои што имате нешто што мислите дека треба да се искористи, оти ова е тој момент кога сте во помоќна ситуација да ја оценувате дали Македонија не е битно. Значи истото беше со Словенија и Хрватска, истото Хрватска го прави со Србија, Бугарија го прави со Македонија. Значи тоа беше едно очекувано сценарио. Многу ме вознемируваа изјавите кога слушав, ама ние сме сега изненадени. Зошто да сте изненадени? Како можевте да не предпоставите, имајќи го предвид Преспанскиот договор, имајќи ги предвид арбитражата меѓу Словенија и Хрватска, како може да имаме аналитичари кои што се постојано изненадени? Уште од времето на после Георги Димитров, доаѓањето на Тодор Живков, значи историски Цола Драгојчева и Македонската академија и Бугарската академија на науките, војната само се разгорува, нели? Некоја стишува, но таа ја има. И сега што натаму? Значи има многу работи што треба Ако добро ве разбирам, Македонија е во ѕид во однос на Бугарија. Резолуцијата, декларацијата што бугарскиот парламент ја крена минатата година е ѕид кренат сама за себе и Бугарија да сака сега не може да исчекори, или може би новиот парламент има ли некаква шанса, вие сте дипломат по вокација? Јас верувам дека има меѓународната шанса. дипломатија, европската и американската, да потурна за да се најде формула, односно формулација во која, како велат, никој да не биде повреден и загрозен И емотивно. има за тоа шанса. Значи за тоа има многу опции, меѓутоа тоа се сите работи што тој тим јас што го заговарам требаше да седи и да го разгледува до сега. Не да збориме за некој roadmap или не знам патна карта ја преведуваат, кои што ете колегите нешто работеле или ете ние сме спремни на некои компромиси. Значи ова треба да биде full time job, на некој да седи и да размислува. Ако нивната реакција е ваква, каква ќе биде нашата реакција? Верувам дека искусни преговарачи или ментори кои што ќе работат со нашиот тим, ќе може да им помогнат да ги Добро ве согледаат. разбирам, наши ве истрчаја на дипломатскиот терен во однос на ова со Бугарија без тренинг. Апсолутно. Значи, ние се уште немаме тим. Ние се уште, јас, например, си размислувам дека за овие прашања, на оваа држава, во овој момент, не може вие да дозволите да имаме министерство од, 3-4 ката и еден кат да не се занимава само со ова прашање. Значи, упорно го повторувам тоа и мислам дека конечно ќе се најдат луѓе кои што ќе размислат за тоа какви ресурси ни требаат, кои теми треба да се обработат, кога ќе се прават концесии, кој со кого ќе преговара. Се злоупотребува ова прашање политички овде на македонскиот домашен терен? Не, меѓутоа ова прашање се покрена заради многу политички поени кои што требаше да се добијат. Значи ова прашање по самата природа е политичко, не Добро, може ако да добро биде. ве разбрав, удривте блага критика за Преспанскиот. Не ни требаше Преспанскиот? Јас напишав текст за Преспанскиот уште од многу одамна и она што многу ми пречеше во тој период, што ние како општество не оставивме простор за критичко размислување. Сите тогаш неуморно делевме комплименти, награди, се зборуваше за Нобелови награди. Меѓутоа, она што ние локално, билатерално тука го правиме, мора да сватиме дека е дел од една поголема слика на таа супранационална
поставеност на работите, дека ние сме создале Добро, но цело меѓувладини... време зборуваме за, еве и вие сега форсирате тоа глобално, наднационално, а излегува дека ние не сме подготвени или светот не е подготвен или Европа да не прими во нивните интеграции со нашето однесување. Ако го немавме Преспанскиот, не ќе бевме интегрирани во таа асоциација, алијансата. Јас не зборувам дека ние не требаше да го имаме Преспанскиот. Прашање на тоа каков е Преспанскиот договор и кои се клаузулите кои што се ставени во Преспанскиот. Можеше ли поинаку? Можеше, да. Јас верувам дека можеше. Дека можеше многу подобро, дека можеше многу поинклузивно и дека можеше многу поедуцирано. Македонија НАТО, односно НАТО ја чекаше Македонија или ние го чекавме НАТО 27-8 години. Како можеше? Подобро. Можеше ако се направеше сето она што мислам дека треба да се направи и сега со Бугарија. Впрочем, мислам дека во еден од текстовите неодамна реков дека тоа требаше да се случи завчера. Зашто јас имав една многу добра професорка по математика што викаше прасето не се гои пред Божикот. И ова требало многу одамна да се мисли. Затоа постојат институциите, затоа постојат структурите кои што треба постојано и перманентно да работат за кога ќе дојде моментот ние да скокнеме, ама да скокнеме сериозно. Ако добро ве следам, и ова со Преспанскиот сега и со бугарскава блокада, нас ке ни требат уште 25-6 години да го решиме спорот со Бугарија? Јас се надевам дека нема да ни треба толку многу години. Она што искрено се надевам дека ќе се случи, а тоа ќе се случи само ако Европа ја согледа ништожноста на однесувањето од вакви локални политичари со некои преамбициозни империалистички дури мотиви. Тоа Европа не може и не сме да си го дозволи. Вие зборувате цело време за тие еволутивни патишта. Јас во неколку наврати спомнав дека понекогаш револуција е нужна. Полскиот претседател беше тука пред известно време во Македонија, претседателот на Полска. Тој на некој начин се закани дека доколку Бугарија не е крене рампата, јас ќе предложам метод за тоа да се случи. Можно ли е тоа или се така само дипломатски флоскули? Не, мислам дека не се дипломатски флоскули и јас ќе го повторам уште еднаш ставот кој што го начнав преска. Значи, опасноста од ваквите билатерални непрофесионално изведени процеси е дека тие во ЕУ и во ОПСЕ и во НАТО дури може да бидат понатамошна компликација за односите внатрешно во тие режими или институции што ги градиме. Не би сакала да видам сценарија во кои што некој од овие популистички лидери во ЕУ ќе искористи слични аргументи од сите тие си имаат своји националистички и историски прашања и ќе рече сега ние од внатре ќе ви вратиме. Сакаме, не ќе ви вратиме, туку сакаме ова да се признае за да го одобриме буџетот или за да ви одобриме оваа резолуција. Јас сакав токму тука малку да вулгаризирам, 29 милиарди евра чека Бугарија од Европа. Може ли на тоа да мисел полскиот претседател? Значи, во преговорите, во секој мултилатерални преговори, затоа се многу поразлични од билатералните. Нели постојат многу струи, многу барања, многу теми, многу интереси кои што се многу тешки дури за идентификување. Вие ако немате постојани представници во Брисел, ако немате цела армија од дипломати кои што ќе следи во секоја комисија, на секој состанок, како ние не можеме да се договориме за амбасадор еден било каде. Ние немаме амбасадор во Софија, ни во Америка. Да. Значи, тоа е она што се опасни недостатоци кои што нели нормално влијаат на тоа како ќе се одвива понатаму процесот. Значи, јас мислам дека структурно мора да се смени пристапот кон ова прашање, дека концесиите не туку така лесно треба да се дават, еве сега политички е поадекватно, можеме, сега ќе направиме концесии. Ова се прашања кои што се во сршта на битот на македонското општество. Добро, јас на почеток сега да не ме разберете погрешно, го форсирав и вашето американско државјанство и сега нашите гледачи ќе речат па лесно е на Идам Антон, овде и така постојано е густо, прва прилика си имал на американски пасош, си оди на тој континент, нели ќе биде среќна со своето семејство, што ќе правиме ние овде.
морали да го решиме, дали Европа е толку атрофирана, толку бирократизирана да и таа самата не умее да си ги решава овие мултилатерални прашања за кои вие сега спомнавте. Ковид кризата беше првиот сигнал дека таа не е Европа што ние замислуваме, па дури и посакуваме. Нели таа себичност, таа национална крутост и затвореност, па и требаше време да се адаптира, да покаже не сум јас таа Европа, сепак сум хумана, па почна нешто да дели. Може ли Европа да, кога велам како конгломерат дипломатски, со милион интереси во неа, да помогне околу македонско-бугарското прашање, Македонија конечно да влезе во интеграција заради европските вредности, не толку поради ова. Јас верувам дека Македонија треба да почне со преговорите за влез во Европска унија, а паралелно на тоа да се створи процес во кој што ние пред се ќе ги адресираме оние прашања кои што бугарската страна постојано ги крева. Еве, старо новиот председател Румен Радев вчера, мислам, рече дека очекува конструктивен диалог. Па да му го дадеме тој конструктивен диалог, ајде да имаме убав конструктивен дипломатски процес. Јас не разбирам, например, во што не сме ние конструктивни. Дали е загрозен нашиот идентитет? Дали може македонците да не бидеме македонци? Наспроти, ова со Бугарија. Ова е многу долга тема и многу ќе навлеземе во тоа. Но надвор политички, нашите врни политичари кои се на власт или претендираат да бидат на власт, ова е тема ја употребуваат или ја злоупотребуваат, кој ќе го укине договорот штом дојде нели на позиција, кој нема да го укине договорот, кој е на европскиот шини, кој не е на европските шини. Така е, тоа се тие дневно политички теми кои што од ова прашање што можеше да биде добро ли е да го укинеме ние, да го раскинеме договорот со Бугарија од 2017 бидејќи не ни одат работите? Или јас не верувам дека треба или дека можеме туку така лесно тоа што било направено ние сега да го спакуваме и да го ставиме некаде на страна. Оти бугарската страна нема да се сложи. Ние во тој договор се сложивме дека нема да се мешаме во тоа не ја допира и да се раскине договорот, они ќе се останат во Европска унија, ние сме надвор. Од тој аспект прашувам. Од тој аспект да, меѓутоа Бугарија со овие прашања кои што ги покрива, ќе останат нерешени за неа. Ќе останат нерешени и за неа и ќе продолжат да бидат. Дали со бидат... Грција го решивме веќе билатералните релации, горе-доле, со овој договор. Што остана отворено со Грција? Значи, многу прво договорот со Грција е преобемен за она што се тврдеше дека е темата на договорот. Темата беше тие имаа проблем со нашето име. Ние не моравме тоа на 19 или 20 страни да го опишуваме што се проблемите, па да навлегуваме во разноразни теми. Ние не знаеме на што инсистирала па другата страна. А сега, наспроти тој договор, сега со Бугарија, очекувате нов договор како што бараше минатата влада за време на Бојко и Каракачанов, нов договор со Македонија, на кои македонците треба да стават подпис дека македонци се од 44-та година. Значи, јас мислам дека треба да има нов документ кој што ќе биде производ на меѓународно воден процес на медиација, на кој што гаранторите на меѓународниот систем ќе седат на маса и ќе ги потсетат нашите политичари. Вие тоа го пишувате и во вашите текстови, во вашите анализи, дека овој спор тешко ќе се реши, ако добро ве парафразирам, без меѓународно посредништво. Но бугарската страна не го прифаќа тоа. Нашите предложија во неколку наврати. Предлог имаше и од страна на Меркел, колку што паметам. Не прифатија. Постоја до сега. Бугарите и се уште не прифаќаат меѓународно посредништво. Од што се плашат? Па не знам дали бугарите го прават тоа заради тоа што се плашат или заради тоа што се во посилна позиција и чувствуваат дека нема потреба. Она што јас не го разбирам. Сведоци на темите да има. Не е тешко да се разговара, не е лесно да се разговара на вака тешки прашања со, нели, да ги викнете соседите и вие да си ги решавате домашните проблеми. Не е лесно, меѓутоа ние имаме како држави обврска пред тој систем што сме го градели. Ние како независни држави сме подписници на многу од тие документи во кои што се регулира односот меѓу државите. Имам впечаток дека цело време топката тука се префала на наша страна, каде што сме и најтенки и најслаби дипломатски неуки и така натаму. Има ли некоја цивилизацијска вредност еве конкретно во бугарската дипломатија? Да, кога зборуваме, говориме за говор на омраза, ако некој не ти признава нација, те негира во корен, нели е тоа говор на омраза, но ние, ајде во духот на добрососедство и поготово да го пробиеме тој
таа блокада да ја пробиеме, сме се уште воздржани. Па не знам колку сме воздржани, оти и нашата страна беше, посебно во последниот период, доста Добре, има остра чувство дека во... цела вина е тука кај нас. Видете, ако сакате да ги гледате работите од аспект на тоа кој е виновен, нели, и каде се Не, префрла тоа не вината, води никаде, него нема да прашање стасаме колку дале. сме ние виновни, Прашањето колку може е- од таа наша вина да оставиме на страна за да Не, ја кренеме прашањето е напред. како овој процес да го направиме да биде конструктивен, како да се зборува за тие теми за кои што ние како држави треба да дискутираме, некои теми треба Бугарија да си ги дискутира дома. Некои теми ние треба да си ги дискутираме дома. Треба да се договориме. Она што за Бугарија представува проблем, дали е тема за преговори меѓу овие две држави, посебно од аспект на тоа дека нели се пречка во евроатлантски Интеграција, така, почетокот на преговорите. Така е. Сега, ако се договориме и тоа треба да биде таа roadmap или патна карта што ја зборуваат. И тоа се преговори за преговорите, значи треба да се договориме за тоа. Ќе прашам. Во рамките на овој процес македонско-бугарски, можно ли е Македонија да го изгуби идентитетот, македонците да го изгубат својот идентитет? Знаете што тоа би подразбирало дека ние досега имавме еден единствен, договорен, унитарен идентитет. Јас во тоа не верувам. Ние како македонска нација имаме во себе елементи од различни делови од нашата историја, од различни ентитети. Значи, еве, јас ќе ви дадам пример со моето семејство. Јас имам роднини, баби и прадедовци кои што се од Солун, имам дедо што се вика Аспарух, имам роднини што живееле по Америка. Прабаба ми одела 4 пати до Америка и се враќала Но назад. тоа никој значи... никаде не би го оспорува. А бугарската страна оспорува дека постоеле македонски и македонски народ. Да, пред дозволете 44. ми само да се доискажам. Мислам дека таа мултикултуралност што ние имаме, таа мешавина на историјата, треба да биде... Тоа е добра матрица Тоа за да треба ги... да биде матрица во која што ние сите, како народи на Балканот или во Европа, замислете кога на овие теми би почнале да разговараат словаците, со унгарците, или холандјаните, со шпанците и со... Значи, тоа Добро. не води никаде, ова се до теми кои поентата, што... практично во моето прашање. Има ли шанса ова што вие да го говорите? Ние како и да имаме некој искуство и ќе го разбереме. Може ли ова бугарската страна да го разбере? Може ли да го разбере Радев? Може ли новите харвардци тоа да го разберат? Јас верувам дека има луѓе и знам, заради тоа што сум читала и бугарски интелектуалци и луѓе кои што се занимаваат со оваа тема, кои што имаат многу рационални и многу базирани на наука и на поинаков светоглед, нели, ставови. Тие луѓе треба да бидат оние кои што ќе ги подхрануваат нашите политичари. Тие луѓе треба да бидат консултирани кога ќе се прават овие диалози. Значи, досега ние имавме разговор меѓу двете страни во рамки на историска комисија. Јас мислам дека тоа треба да биде разговор на дипломатско ниво меѓу два тима кои што ќе вклучуваат и историчари, и филолози, и антрополози, и политиколози, значи луѓе кои што... Тоа го предложи Петков, новиот мандатор на бугарската влада, Значи, да се прошири тоа е- таа комисија на повеќе сегменти. Јас морам да констатирам, за жал, дека нашето време истече малку мене ми е жал. подамна. Дистрикт, Цивил прес студио и Дамантон, ви благодарам. Ви благодарам на поканата.